Веднаш на почетокот започнуваме со актуелни теми, а актуелни теми во овој период се поддршката која што им е неопходна на земјоделците за во едно вакво време, особено во руралните средини, ја очекуваат поддршката и руралните жени кои што аплицираа за мерката, но многу значајно е и прашањето за наводнувањето во тиквешијата. Разговараме со претседателката на Националната федерација на фармери. Мерката 115 од програмата за рурален развој, Националната програма за рурален развој, која што беше наменета за женски член од семено земјоделско стопанство, и кое што предвидува сума од 180.000 денари грант за земјоделките, беше огласот испаднат во минатата година во ноември-декември месец и ние како организација неколку пати апелираме и доставуваме барање се со цел побрзо да се разгледат апликациите од таа мерка за да можат жените од рурални средини кои што аплицирале да си го добијат грантот. Според нашите најави имат аплицирано некаде повеќе од 400 жени земјоделки, а знаеме сите дека во таа програма беа предвидени пари за 100 жени земјоделки, грант за 100 жени. Ние како организација, сметајќи дека се наоѓаме во кризно време и погодени од здравствена и економската криза, бидејќи не зафати со коронавирусот, сметаме и бараме оваа мерка да се прошири, оваа помош да се прошири и да го добијат овој грант сите жени регистрирани земјоделки кои што ги исполнуваат условите и кои имаат комплетна документација. Да не биде тоа ограничено само на 100. Зошто сметаме дека сега во овој момент е потребна баш таа помош? Затоа што во овој момент се најмногу погодени жените од рурални средини, бидејќи целиот терет и целата работа паѓа на грбот нивни. Тие имаат зголемен обем на својата работа, бидејќи си одат сами со своето семејство и сопрузи на полето, не можат да ангажираат сезонски работници, за да не се групираат и така да нивната работа е зголемена. Сметајќи го и фактот дека 64% од жените во рурални средини не се наоѓаат на пазарот на трудот и работат во своите, бидејќи се грижат за своето семејство, за децата и за возрастните родители, 47% од руралните жени работат неплатена домашна работа на своите семејни фарми, а некаде околу 50% од жените немаат свој личен придонес, што знаат, тоа е негде на половина од мажите од руралните средини. Токму заради ова сметаме дека најбрзо треба да се да се разгледат овие документи и да им се дојде во преспред на жените од рурални средини, така што ние како организација бараме до крајот на овој месец да имаме и веќе одговори. Кој е ставот на Националната федерација на фармери околу мерките и помошта за земјоделството, за земјоделскиот сектор? Еве само како пример да го посечам делот кој што за вработените од стопанството имаше по 14.500 денари помош за плата, а земјоделци може да влезат во таа група само ако се како трговско предпријатие, што е минорен некој број, незначителен. Како гледате на оваа помош, дали е фер да останат земјоделците, особено индивидуалните земјоделци кои што се регистрирани, кои што си плаќаат придонеси, да останат надвор од оваа државна помош? Националната федерација на фармери во текот на целата оваа криза која што започна, правеше неколку пати анализи, ги детектираше директно проблемите, како велиме ние од поле. И ние направивме и анализа за целиот сектор кој што е за земјоделство со разговори со нашето членство. Токму ова мерка која што се донесе за поддршка на стопанството со минималната плата од страна на нашите регистрирани земјоделци членови беа толку многу некако изразија револт, бидејќи не се опфатени со таа мерка.
зошто не се опфатени? Затоа што регистриран индивидуален земјоделец е земјоделец согласно Законот за пензиско или инвалидско осигурување. Индивидуалниот земјоделец, значи, самиот си плаќа придонеси за својата работа која што обавува, тоа е земјоделството. И тој си поднесува годишна даночна пријава во која што може лесно да се пресметат загубите во кои што ги доживеал во минатата година. Индивидуалниот регистриран земјоделец е изземен од оваа мерка и тој не може да добие таа минимална плата, а секако не може да ја добие ниту да ги добие ваучерите за домашен туризам и ваучерот за купувај домашни производи. Еве, наједноставно ќе објаснам зошто ние бараме за регистрираните индивидуални земјоделци да можат да ги добијат овие средства. Има лани ќе бидат, ми се чини, поголеми годинава проблемите. Што се случува со наводнувањето? Како одиме навака, се некако ни се жолтеат нивите, суво ние гледаме земјоделци се мачат сами, копаат, пумпи на сите страни се снаоѓаат и гледат се што инвестирале како им се суши пред очи. Точно е како што кажавте, значи за да имаме добар род и за да имаме квалитетен производ, нас ни е потребно наводнувањето. Теквешкото поле ја има таа среќа која што го има системот за наводнување кој што е направен пред 40 и кусур години, може и повеќе, не знам баш точно, во времето на социјализмот, и тој до пред неколку години функционираше добро. Но со текот на времето, тоа сето застарува и ако не се одржава, тоа си носе проблеми. Ние проблемите со водоснабдувањето ги имаме неколку години на нас. Не е само ова или претходната година. Значи, да бидеме реални. Не е сега само да се обвинуваме, треба да најдеме решение да го решиме овој проблем во кој што се наоѓаме ние како земјоделци, а секако и државата губи овде. Проблемот така што како застарува опремата, таа се расипува и ако не се одржава, не може и да функционира. Стрикно се наоѓаме во овој дел, во овој крај во кој што се наводнуваат лозовите насади од системот кој што го викаме ние земјоделците горна зона од Тиквешко поле, водостопанство Тиквешко поле. Тоа е зона во која што водата за да стигне до кај нас мора да се испумпува од пумпите од Марена, цело Марена, Кавадаречко, и овде се наводнуваат површини во атарот на село Сопот, Кавадарци, во селата во Неготино, како што се Тимјаник, Дисан, Тремник, значи да не набројувам Росуман, многу села се засегнати и многу површини се засегнати токму од ова вода. Добро е тоа што се инвестира во нови, ние гледаме сега дека во некои краишта во Македонија се прават нови водоводни линии, тоа сето е одлично бидејќи во некои површини каде што не требало да наводнува заради климатските промени, сега има потреба последниве години да се наводнува, но сето тоа треба да биде добро избалансирано и да не се запостави тоа што било направено од претходните години, се со цел земјоделците да ги немаат овие маки. Добро од лозарите инвестирале во капка, на рационално трошење на водата, но попусто ако нема до капката, ако нема вода. Лозарите или општо земјоделците инвестираа во своите насади со донесување на линии од горната зона, таа што ги спумпува со системи капка по капка, и сега последниве неколку години се соочуваат со проблемот дека нема вода од таа зона. Затоа, за да го најдат решението, се снаоѓаат и земат, повторно инвестираат. Купуваат оваа година, нагло се купуваат пумпи за наводнување во кои што ќе се приклучуваат на каналите од долна зона каде што водата тече по природен пат. И повторно инвестираат во црева за да ги донесат до своите лозови површини, нормално, и тоа сето финансиски го оптеретува самиот лозар и понекогаш губи волја за работа.
Да, но бидејќи не може да го гледа грозјето да му се суши нели без вода, тој мора да се снајде и мора да бара начин и решение за да го наводени. Минатата година имавме огромни штети поради тоа, бидејќи сите 6 пумпи беа откажани баш во периодот кога беше најжешково летото и кога највим беше потребно вода на лозовите насади. Тогаш ние имавме големи проблеми, а земјоделците беа неспремни нели за да може да ги поливаат од долна зона и затоа сега нагло оваа година купуваат пумпи за наводнување. Ние апелираме, значи повторно еве ќе кажам дека не сакаме да обвинуваме некој или како, значи греф е и за нас за земјоделците, а секако и за државата да се изгубат нели девизни приливи, бидејќи без вода знаеме дека ништо не може да успее. Трпезно овде, да, на овие површини има инвестиции во трпезно, во винско грозње, трпезните грозја се инвестирани во лозови насади на одрина систем во кое што многу повеќе треба финансиски средства и сето тоа го работат лозарите со мерак, но сакат нели да си имат и на време и вода за да не се нервираат утре кога ќе созрее грозјето. Секој земјоделец кој што го работи лозјето со љубов, тој сака да има добар квалитет. Не сака кога ќе оде на откупен пункт да се срами од својот производ, бидејќи не го наводенил и бидејќи е многу ситен или па за жал може нормално. Па тука се поврзуваат сите проблеми и едно со едно се натоложуваат и како што кажав не губат само земјоделците, туку губат и губи и државата. Ние како организација неколку пати нели разговаравме на оваа тема со надлежното министерство и дававме нели наши барања да се среди овој проблем. Се надеваме да бидеме оптимисти дека оваа година нема да биде така. Иако веќе е почната сезоната на наводнување и ние сме во комуникација секојдневно со лицата кои што се го раководат тоа и тие ни ветуваат дека нема да има проблеми нели ова година. Се надеваме дека тоа така ќе биде, па ќе видиме како ќе каже крајот на годината. Иако лозарите веќе почнаа да купуваат, да набавуваат пумпи и од долна зона веќе да поливат, бидејќи веќе е старт за залевање. И тоа е еден апел како нас, како земјоделци кои што ги застапуваме не само во Тиквешкиот крај, туку и секаде во Македонија, значи водата е најосновното нешто кое што е потребно за добар проект. Треба време да се разговара за проблемите, некога ќе почне сезоната. Така е, ние затоа и напоменав ние како организација пред време апелиравме за овие проблеми соочувајќи се со фактот дека минатата година имавме проблеми уште пролетта, раната пролет ние дадовме апел во едно ваше интервју, јас и кажав дека сега е период да се средат тие дефеци за да кога ќе дојде време за поливање да не па се надеваме дека барем малку со нашиот апел ќе се ублажи состојбата и ќе се преземат некои конкретни мерки.